А сега да посакаме на нашата гостинка добро утро, која што пристигна овде во нашето студио директно и специјално од Велес. Добро утро за Александра Андреева, која што ни е шеф на кабинет на градоначалникот на општина Велес. Така, добро утро. Се надевам дека добро патувавте, Александра. Да. Не стигнавте во Скопје, како ќе се вратите не знам, бидејќи ќе почнат метежот ќе започне. Но поводот за кој што се оде дојде е многу убав да ги поканите сите гледачи на Питијадата 2024. Така, да. Добро утро и од мене. Навистина ми е драго што еве секоја година традиционално може кај вас да споделиме програмата за Питијадата и да ги поканиме сите македонци да ни се придружат на забавата која што не очекува. Поверете. Благодарам, Искра. Рано е да речам дека мириса на пита, бидејќи... Не, гледам со празни раце ми дојде Александра, ама ајде. Има поправен следен пат. Утринска емисија не работат уште. Зна. Така е. Официјално и од мене, Александра. Добре дојде, секогаш е задоволство да се проговори за еден убав ваков настан, кој што некако ги собира луѓето од цела Македонија, не само од вашиот град, од Велес, со оглед на тоа што така некако е позициониран, па не им е далеку на сите да стасаат, дури од југот и од најсеверната точка и од запад и од секаде да дојдат на овој убав настан, кој што во Велес традиционално се случува неполни 2 децении со известни прекини, но првото издание на Питијадата беше 2005 година, така нели? Така, да. Колку расте од година во година оваа манифестација? Колку имате можност да внесувате новини или да отстранувате работи кои се покажале како известни слабости? Јас можам со задоволство да кажам дека навистина има прогрес самата Питијада, самата манифестација во однос и на пред се квалитетот на питата, затоа што ова е фестивал на велешка пита и вино. Тоа и ние приоритетот да на сите гости кои што ќе дојдат им понудиме да пробаат вистинска вкусна велешка пита пастрамалија, квалитетно вино и секако да има добра музичка забава, затоа што тоа е неизоставен дел, токму затоа и слоганот на овогодинешната Питијада ни е гурманска симфонија од вкусови, која што навистина ги вклопува сите овие елементи во едно, да можеме да го имаме целосниот впечаток за она што не очекува. Да, од година на година гледаме да ги подобриме содржините, како оние официјалните, така и оние придружните содржини, навистина да има понуда за секој еден кој што ќе сака да одвои време и да дојде да не посети. Оваа година дополнително ни се погоди дека продолжи викенд, слободни сме 11, 12 и 13 октомври и можеме да си поминеме празнично убаво на Питијадата. Прекрасно. Бидејќи го спомна квалитетот на добрата пита, кој што знам дека кај вас во Велес не може туку така да помине нешто случајно, бидејќи велешани се со векови познати како одлични мајстори на својот занае. Таму има дуќани постари од 100 години кои навистина фасцинираат со нивната приказна да се раскажува и да се пренесува од колено на колено. Тоа е така и питата. Која е тајната на велешката пита? Велешката пита, како што самата спомна, датира од многу одамна, уште 1869 година, кога турскиот аскер бил во Велес и кога велешани гледале како со што да ги нагостат, и во оние стари патописи стои запишано дека ги послужиле со пита слична на турската пита, во која што има јајца, месо и нели секако неизоставниот дел пастрмата, она овче сушено месо кое што е карактеристично само за Велес. Во тој период во Велес дури имало и специјални дуќани само за производство на пастрма и така некако низ годините си останува традицијата да во Велес ја има ова пита и тоа е всушност и тајната на велешката пита пастрма или самата пастрма. Добро, ние нема во целост да им ја откриеме рецептот како се прави велешката пита. Кој сака да ја проба оригинал ќе си дојде во Велес и тоа не само на Питијадата наредниот викенд, туку и ќе си доаѓаат, бидејќи што е Скопје Велес е исто како да си тука некаде низ Скопје, бидејќи ние и онака сме изложени на долги патувања кога сакаме од едниот до другиот крај на Скопје. Навистина да стасаш од Ѓорче Петров до аеродром е повеќе ќе те фати во време отколку да тргнеш од Скопје до Велес да стигнеш.
Така е. Колку новитети се применуваат низ годиниве и дали модерните новите угостители се обидуваат да прават некои подтипови напита, бидејќи ако направиме еден пандан со бурекот, љубителите на бурек знаат дека изминатава деценија што се не пробаа од бурек да прават, од бурек со ајвар, од бурек со пица, мешавина, бурек со кремови, некакви чоколадни, кои што навистина се незамисливи комбинациите. Се пробува ли питата да се излезе од традиција? Единствена модификација, да речем, која што ја има е видот на месото, дали е свинско или пилешко, нели, затоа што има луѓе кои што не јадат свинско или пилешко, така што тоа е промената која што ја правиме, меѓутоа си остануваме верни на традицијата, сепак да е автентично она што го нудиме. Тоа вистински го почитувам, бидејќи сега веќе навлеговме во делот на угостителите и на мајсторите на добрата пита, не им го земаме занаетот, не им го ни пренесуваме на гледачите, ќе дојдат и ќе си се распрашаат, ќе си се информираат и ќе си пробаат. Ајде околу тоа како е општина Велес подготвена за овогодинешниот настан. Знам дека ќе има многу интересни содржини заради кои публиката сум сигурна дека ќе ужива. Така. Ние сме подготвени во однос на програмскиот дел, ние останално, нели, логистички да се изменаџираме меѓу нас, меѓутоа се ќе биде подготвено на самиот ден. Подготвивме богата програма за сите генерации, за сите вкусови. Започнуваме во петок, 11 октомври, како и секоја година, така и ова традиционално со дечињата од Велешките градинки, кои што ќе ни се представат со своји музички танцови точки. Потоа ги имаме велешката група Соната, кои што ќе ни настапат како за отварање на питијадата. Специјален гостин ќе им биде Нино Величковски. Веднаш по нив е Бојана Скендеровски, Сладкаристика и Супер Хикс, кои што оваа година слават 30 години и навистина со Велешани ќе го обележат овој значаен јубилеј. Во сабота имаме во 12 часот дента на програма за деца, односно детското комично шоу на Јурчиновски, да се забавуваат и најмалите, а попладнето продолжуваме со настапи на Спасен Силјановски, на Александра Јанева, на нашиот Мики Секуловски и балканската звезда Саша Ковачевиќ, која што верувам дека ќе предизвикува голем интерес. Во недела исто така дента нудиме програма за најмалите. Детскиот хор фестивал Поточиња ќе ни гостува во 12 часот, а попладнето продолжуваме со Огнен Здравковски, со Благоја Грујовски, потоа ни се Елена Ристеска и како голема завршница на овогодинешната питијада ни е групата Сарс, што исто така верувам дека ќе предизвика интерес не само на Велешани, туку и на цела Македонија. Така, од она што можев да те следам, не вклучувате само имиња од локалната велешка сцена, така? Не. Па со оглед на тоа дека ова е навистина манифестација стара, речи си 20 години неполни, навистина знам дека цела Македонија сака да дојде и јас сум доаѓала во почетните години и навистина сум уживала во сето тоа што таму се случува. Како се организирани велешките мајстори на пита? Од колку познати места, нема можеби да ги споменеме сите, но на кој начин вие тука ги организирате? Имаме јавен повик на кој што можат да си се пријават сите угостители или винари кои што се заинтересирани за учество на питијадата. Они се подготвени месеци наназад затоа што знаат што следи. Морам да признам дека годинава имаме и најголем интерес. Имаме пријавено 17 угостители на винари кои што ќе учествуваат со своји штандови и верувам дека ќе понудат квалитетна пита и квалитетно вино. Така, ќе се правили таа голема джиновска пита? Секако. И оваа година Фурна Гемиџи е тука за повторно да го скрчиме рекордот. Лани питата беше со должина од 4 метри и 10 сантиметри. Годинава ќе одиме нешто повеќе од тоа. Ќе оставиме на мајсторите од Фурната да ни кажат со колкава пита ќе одиме годинава. И тоа е традиција која што трае со години, која што ќе се негуваме и понатаму. Питата се дели на само лице место каде што се сече и средствата собрани од продажбата, да кажам, на таа пита одат во хуманитарни цели во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Да, прекрасно е тоа навистина.
затоа што има поента, има приказна, има хуманост во сето тоа, а светот, како што рекла и мајка Тереза, не е толку гладен за храна, колку што е гладен за добрина, за солидарност и за убав збор. Што друго се случува на велешката културна сцена? Вие сте градот на Рацин, градот на гемеджиите, град во кој секогаш имало публика која точно знае што очекува и ги знае добро и да го испочитува секој еден кој дошол таму. Јас, да речем, имам толку прекрасни спомени во сите мои настани кои што сум ги организирала во Велес и секогаш ми сте број еден во поглед на тоа каков е контактот на оној кој дошол тука заради своето дело и публиката која знае да го награди. Ти благодарам за убавите зборови. Навистина јас сум горда што потекнувам токму од Велес и се трудиме да го оправдаме тој епитет на град на културата. Еве можам да кажам дека скоро завршивме со Велешко лето кое што првпат го организиравме годинава и како за првпат скршивме многу граници, траеше цели 55 дена и имавме 31 настан од секаков карактер и поголеми и помали, навистина цело лето Велешани во сите мала, значи не беше само на едно место, туку опфативме повеќе локации и Велешани може да уживаат во богато исполнето лето и дома, нели, да не мораме да одиме во Скопје или во некој друг град, туку да си го имаме тоа дома. Си ги имаме традиционалните манифестации. Во моментов се одвива фестивалот на античка драма Стоби. Исто така ни започна фестивалот на Jazz World и современа музика, кој што си трае напоредно, така што навистина имаме што да понудиме, само следете не и дојдете посетете не. Во однос и на самата питијада можам да напоменам дека имаме и пропратни други активности и настани кои се спаѓаат во рамките на питијадата. Односно во саботата на 12 октомври имаме изложба на историски автомобили, олдтаймери, каде што ќе видиме навистина уникатни автомобили кои што не можеме да ги видиме нели секојдневно на улиците во Македонија. Тоа се сопственици на стари автомобили само од Велес или од цела Македонија ќе бидат? Од Македонија, а според оно што знам од организаторите, King of the Street Сдруженијето, дека имаме и од соседството, кои што ќе ни дојдат и навистина ќе биде интересно да ги видиме сите изложени таму на улицата со својата специфичност и уникатност, нели, и историјата, традицијата што си ја носат. Исто така во недела има по 11 пат се одржува велосипедска тура, рекреативна тура во организација на Велес Байкинг, која што тргнува од винаријата Шато Сопот и е повторно во знак на питијадата со подршка и се промовира по завршувањето на турата Велешката пита и македонското вино. И за прв пат годинава ќе имаме и есенски базар на ракотворби, односно за целото време траење на питијадата. Таму во близината на самите штандови ќе си има и ракотворците од Велес па и од Македонија ќе можат да го изложат она на кое што вредно работат секојдневно. Браво. Навистина, вие сте ангажирани 365 дена. Јас знаев за вас, Велешани, дека сте вистинско чудо од луѓе, но дека дотолку сте активни непрестано и за Велешкото културно лето сум слушала дека навистина има голема набиена агенда со секојдневно активности, но восхитувате во секој поглед. Сте ме восхитили од многу одамна, може би има 25-30 години, кога јас работев на еден друг медиум и кога имавме константно во таа емисија, извлекувавме награди, каде што испраќа писма и учествуваа во наградната игра луѓе од цела Македонија, но верувај ми дека најголемиот дел на луѓе кои што си ја пробуваа среќата беа токму од Велес и ме фасцинираше тоа како во толку многу пликоа, илјадници пликоа, поголемиот дел се од Велес. Се играли се уште со толкава страст наградни игри? Веруваат ли Велешани се уште толку во игри на среќа или како повеќето луѓе кои што стануваме буквално скептични за се, дека се е наместено, па сега што ќе играм, ќе трошам време? Па веројатно и кај нас си го земал данокот, нели, секојдневието и има промена, меѓутоа си има луѓе кои што си се верни на традициите, така што си продолжуваат. Си ја искушуваат среќата, па ќе си пробам, бидејќи како мене не можам да очекувам да добијам ако не играм. Јас сум тешка на тоа, признавам и од секогаш сум била, дури и кога пред мене стои нешто што треба да го пополнам, некако ќе го заборавам, па ќе го задоцнам. Така си. Да.
Ги поздравувам сите поранешни добитници во емисиите во кои навистина сум се радувала на туѓата добивка, исто како да е и моја, и посакувам им понатаму да бидете упорни и истрајни да си ја пробувате среќата. Велешкото лето, питијадата, есенските случувања не се на кое сте посветени. Вие однапред размислувате во вашиот сектор во општина Велес и за новогодишните настани и за настаните за Свети Трипун, така нели, во февруари. Како успевате и кажи ми колку луѓе сте вклучени во тимот? Пред да стигнеме до новогодишните, прво ни е 9 ноември, празникот на градот, годинава славиме убав јубилеј, 80 години Слободен Велес, и подготвуваме многу сериозно добар музички проект кој што ќе биде пропратен и со други споредни активности на кои што сум посебно горда уште сега. Меѓутоа, за тоа потоа, кога ќе дојде време, ќе ве поканиме секога да бидете наши гости. Потоа, да, ние новогодишниот хепенинг, кој што го започнавме лани и поминавме, можам да кажам, одлично. Годинава нормално треба да се надминеме сапите и да понудиме уште повеќе Свети Трифон и сите други рацинови средби, навистина многу манифестации. Не сме многу луѓе, ние немаме сектор за култура, има оделение, меѓутоа и тие малку што сме навистина се трудиме да понудиме на Велешани богата програма, буквално за сечи вкус. Така, одлично. И сега на самиот крај ми преостанува да те прашам уште како го решавате моментот, не е проблем, туку е момент на добра организација со сите оние луѓе кои сакаат да дојдат на питијадата со автомобили. Каква препорака да им дадеме и како олеснување за да не лутаат и за да не се најдат во некоја непријатна ситуација? Така. Оние кои што некогаш не посетили на питијадата знаат и каде е точната локацијата на истото место на крстосницата кај Панини или кај Велешката гимназија. Имаме во околината неколку паркинзи на поголемите крстосници, ќе има редари кои што ќе ги насочуваат луѓето каде можат да се паркираат, а секако на моите Велешани јас од тука ќе искористам прилика да им апелирам да ги остават автомобилите да си дојдат како луѓе. Велес не голема метропола, секаде можеме пешки да стигнеме, така што да искористиме и убавото време, како што засега ни најавува прогнозата, и да се дружиме и да не создаваме дополнителен хаос во сообраќајот. И уште само едно кратко прашање. Успеа ли некој од угостителите, од мајсторите на Велешка пита да направи веганска пита без месо? Се уште не? Колку што знам, се уште не, а и не знам дали сакаме да експериментираме во тој правец. Да. Еве како размисла за наредната година, можеби не е лошо, бидејќи денеска се повеќе луѓе се определуваат на таа страна да се хранат без месо, можеби не е комерцијално, но сепак е убаво да се има на менито. Александра, многу ти благодарам што ова утро дојде и ни кажа се поврзано за тоа како сте организирани за ова најново издание на Велешката питијада. Посакувам многу повеќе гости од минатата година, многу радост, многу музика, многу пити да се продадат и многу средства да се соберат кои подоцна рековте ќе се донираат таму каде што е потребно. Ти благодарам Сузо уште еднаш и тебе на поканата, навистина секогаш ми е задоволство да дојдам кај вас за секоја тема да разговараме и уште еднаш да искористам приликата да ги поканам сите Велешани и македонци, па и од околината да дојдат и да се не прослави 11 октомври во едно секако. прекрасно. Благодарност голема.